Тоа што десува до Европската унија, останува комисијата некаде до септември сепак да види кои се можностите по стариот систем, ако така може да се рече, да се работи. И во меѓувреме сакал да пренесам еден став на шпанскиот премиер во подолго интервју за Leading подкастот, каде што кажува дека апсолутно е стратешки многу важно за Европската унија да се комплетира себе си како политички проект со интеграција на Западниот Балкан, Молдова и Украина, се разбира. И за него е клучна реформата внатрешна во Европската унија, односно подлабок рез во механизмите на одлучување или онај фамозен консензус во Европската унија кој многу често ја кочи, особено ги кочи оние земји кои сакаат додат подлабоко и понапред во интеграцијата. Овој тектонски геополитички потрес кој го предизвика Трамп ги засилува се повеќе тие тенденции во Европската унија да се оди во се поголема интеграција и на големо оди работата околу одбраната, дико имаш веќе Медведев кој вика дека тој европски одбранбен идентитет во рамките на НАТО е закана за Русија, значи интеграцијата на Европската унија се гледа како закана за Русија. Тоа не е нов став, но сега се апгрейдува со се поголемите напори кои ги вложуваат германците, французите, Велика Британија, па и Шпанија во интеграцијата во рамките на одбраната, и има при тоа уште неколку други иницијативи кои ја засилуваат Европската унија како политички проект. Тоа се случува во енергетиката, тоа се случува во дигиталната сфера. Едноставно работите тргнаа напред.